те убием. Ало? Свати. Невъзможно. Ало? Да? Ве молам, вие сте негов современик, многогодишен познајник. Би сакала да поразговараме, да ми раскажете, да се присетите нешто за тие дни и години. Да, ве молам. Не сегам да зборам за тоа. Ovo je судското досие против Методий Андонов Ченто, првиот председател на Македонската држава. Вие се познававте и го познававте. Бевте и пријатели, па ќе сакате ли нешто да ми проговорите? Што? Да ми кажете нешто во врска со неговата идеја, со неговите определби, со животот. Остави, батали. Молам? Не. Ало? Ќе те убиеме. Ќе ти ги убиеме и децата. Будала.
Еден сте од крунските сведоци и верувам оти најдобро би можеле вие да ми кажете за тие настани и тоа време. Да, токму вие. Не можам, болен сум, оставете ме на... Ало? Методи Андонов Ченто е роден на 17. август 1902 година во Прилеп од мајка Захарија и татко Андон. Годините на неговото детство и младост минати се по прилепските тутунски и афионски полиња и поправливите хали на прилепскиот монопол. Тоа се години на непрестајна борба за опстанок и за преживување. И покрај се, младиот Методија станува еден од најистакнатите гимнастичари во градот, кој со одличен успех го завршува трговското училиште, зашто постоело само тоа. Пари за натамошно школување надвор од Прилеп тој воопшто и немал. Доаѓањот во старата прилепска чаршија бил место за собирање и договори на напредните младинци, меѓу кои е и Кузман Јосифовски Питу, како и за испраќање помош на партизаните, во кои заминува и Ченто и станува член на главниот штаб борец за македонската кауза. Како човек од еснафот, од народот, како дојќанџија, имал многу симпатизери и пријатели. Бил кандидат на неколку предвоени избори, а бил и представник на трговците и угостителите во комората во Скопје. Секогаш смело и отворено зборувајќи против тогашните зла и неправди. Бил нарекуван автономист, сепаратист, противник на режимот, а тој се борел за правда и вистина на својот намачен народ, храбро истапувајќи против српската, бугарската, против окупаторската власт. Во почетокот на 45-та година се формира АСНОМ, се формира президиумот и влада. На чело на владата дојде Лазар Кулишевски, а за председател на президиумот да го поставија Ченто. Меѓутоа, двајцата не најдов заеднички јазик за да коси интересите, бидејќи Ченто беше толку народен човек, што го сакаше народот него го поштуваше, сакаше во палатата, во владата, Ченто сакаше да влегува сите од една врата. Лазар Кулишевски се спротивстави на таа работа. Тој предлагаше службеници да влегуваат една врата, работници да влегуваат друга врата. Кога одеше на службен пат во Белград, често пати јас го возев, прво што ни беше одењето ке другарот Тито. Прво време Тито големо поверење и поштување имаше према Ченто. Го сакаше многу. Другата станица ни беше Бане Андреев Чучков. Тој беше министар за Македонија. Истовремено воденик апостолски. Значи, од секого беше пошуван првото време. Откога дојде пред Лазар Кулишевски, не се засакаја и го суредија човекот. Виновници што го немаме денеска првиот председател на Македонија во наша република, исклучиво се виновни Темпо, Лазар Кулишевски, Видој Смилевски и Цветко Уздуновски Абас. Само тие се неколку души виновни што денеска не е Ченто жив. Разногласијата и судирите меѓу Ченто и Темпо за време на војната биле во повеќе наврати. И за тоа во кој правец да тргнат ослободителните единици и за членувањето на Видој Смилевски во иницијативниот одбор на АСНОМ и за преголемите компетенции на Темпо и неговите лични кадровски решенија.
а жестоки и полемични биле и дискусиите за текстот на манифестот што требало да се донесе одасно. Методи Андонов влегува во историјата како прв председател на иницијативниот одбор, а потоа и како прв председател на првото Македонско народно собрание. Избран е на второто историско заседание, одржано на 2 август 1944 година во манастирските простори на Прокоп Пчински. Заседанието го донесува манифестот во кого меѓу другото стои: тргнувајќи од вековните идеали на македонскиот народ, Асном ја прокламира пред целиот свет својата праведна и неостапна желба за свое обединување. Приставањето на темелите на новата држава, нејзиниот председател учествува сесрдно, со многу елан, љубов и истрајност. Сенародната воља да се биде свој во својата земја се преточува низ разни акции, одлуки и решенија. Јас сум Методија Стојковски од Прилеп, шофер на првиот председател на Републиката во Македонија. Со овај Шевролет го беше наменет исклучиво за председател на Републиката. Него го возев со тој Шевролет. За Методија Андонов Ченто, првиот председател на Република, можам да кажам само добри зборови. Тој беше човек што нема се роди уште на таков човек. Живееше тој до хотел Македонија во една просторија од 20-30 квадрати со 5 члена. Живееше толку скромно, не како председател на Република, него како еден обичен работник. Се хранеше, јас му носев лично во канчина јадење да охрани семејството. Тој кога одеше на работа, јас со Шевролетот излегов од палатата до дома да го пречекам. Ќе го покарам, ќе му речам повели преседниче во колава да те однесам до работа. Не треба Методија, ќе си одам пешки. Оди со колата назад кај што си дошол. Така истите одговори ги добивав и при одењето дома. Со други зборови, колата беше наменета исклучиво за него, ама ја користеа другите повереници што беа во владата тогај. Кога ќе овне, тој ја користеше колата само кога одевне на долги релации. Во собранието во Белград, низ Македонија кога одржаваше митинг, беше пречекуван и испречен од убо пубо. На секого сакаше да му даде одговор и да му помогне. Во најтешките моменти кога ќе има луѓето мака, тој беше тука да му помогне на секого. Кога требаше да одиме некаде, оди некаде во приватно, да речеме, да дојде во Прилеп, не користеше колата тој. Тој одеше со возо си идеше во Прилеп. Така да не можам да кажам некои лоши особини за него. Тој човек нема таков да се роди уште еднаш. Тој рачунаше за Македонија. Ништо не можеше да го поколеба него. Тој беше против одењето 15-ти корпус да се бори на Сремскиот фронт. Ништо живо нечеше да се сложи. Од тие работи тој исклучиво мислеше само за Македонија и за македонскиот народ. Значи, нечеше да злоупотреби еден динар нечеше да злоупотреби за туѓи сврхи. Тој, кога ќе одевне на терен низ Македонија, службено, често пати тој плаќаше што ќе даеше ручек. Нечеше да сметка да бара сметка да ја оптерети Републиката. Негои пари трошеше. Од народот беше пречекуван. Од убо пубо. На секого сакаше да му помогне, да разговара со секого, да му помогне во сите погледи. Во душата на народот тој човек беше. Сите го сакаја и го поштуваја како човек, како патриота, како
душата и здравието и животот го даде за Македонија. На 31 јули 1946 година, со официјално соопштение до јавноста, за прв пат се огласува Министерството за внатрешни работи на Народна република Македонија, со подпис на неговиот министер Цветко Узуновски Абас. Одговорницата на Македонскиот парламентарен дом. Веднаш потоа министерот Абас соопштува: при обидот да побегне преку граница од нашата земја во Грција, од органите на државната безбедност е заловен народниот непријател Методија Андонов Ченто. По ова следел аплауз во салата. Обрачот околу Ченто се стега. Близу прагот на семејната куќа во Прилеп, во доцните часови на летната спарна 14 јулска ноќ во 1946-та, Ченто е уапсен од агентите на УДБА, но речиси дома, а не како што се манипулираше со децении дека е фатен при бегство на границата. Веднаш по апсењето, во престрога конспирација е префрлен во истражниот затвор во Скопје. В 1944 година, јас во 9 дато, 7 месец, ме поставија првен секретар на партиска организација. Во истото време, значи, даде наредба командантот да бидам прочелник на народната милиција. Значи, има милиција, мобилизира тука 20 милиционери ЗАП. Јас, значи, како сега што се викаат началници, тоги по општините за Мориево јас бе одделен, како прочелник, значи, како сега што се викаат началници на внатрешни. Во истото време, една ден дојде Вртановски Стојан и ми кажува: дали знаеш нешто ново? Не знам што е. Рече, вака и вака, рече, ми кажа Неделко дека сакал да бега Ченто, рече, за Грција. Па Неделко, рече, му се навадил да го носи.
И му вела, бе, како така, јас Ченто живее со него, маскара ќе го направа каде да поеда. Како чути, рече, немој така да зборуваш, рече, отима наредба од видео Смилјовски, рече, кај ќе се најде Ченто, одма да се вате, да се затворе, кај да е. И немој, рече, да те јаде ѓаволот. Кај знаеш ти? Па рече, ми прочитаа наредба. А види ли ти наредбата? А виду. Ами кај го најдоте Ченто? Враче, од дома го земе, рече. Ами дело кај го терат? Одма, рече, тамо в порта, кај порта, го затераме и оттамо, рече, го земе и Ченто и Неделко, а Митре, рече, од дома го земе Митревски. И рече, одма за Идрисо Врче. Мечтата и непрестајната битка за една силна, обедината Македонија остана Чентова голема идеја. Идеал на времето и иднината кој тој скапо ги плати. Со монтиран процес, со добро извежбани сведоци и со пресуда од 11 тешки затворски години, а конечно и со својот живот. Во обвинителниот акт на судењето се вели дека обвинетиот Методија не се согласува со внатрешната и со надворешната политика на Федеративна Народна Република Југославија, која, според неговото мислење, била спротивна на интересите на македонскиот народ. Непрестајно, во текот на својот живот и активност, тој се бореше против секаква туѓинска капа, против поробувачите и безскрупулозните асимилатори и туторите на неговиот измачен, вековно угнетуван и онеправдан народ. Безкомпромисно, тврдо ги застапувал и ги бранел докрај честно своите ставови и мислења. Многу пати страдајќи заради тоа, а сепак останал докрај доследен на тие своји принципи. Убеден со силата на аргументите, него ништо не можело да го поколеба. Јас за него не знаев. Оти е он хапсен. Или оти не знаев од се воде истрага. Пред неговата истрага беше, како што знаете, под голема конспирација. Тоа бе познато, мислам. Најголема конспирација беше. Jer on ne trebаше да излева на суд. Он трябваше да биде ликвидиран. Не само он. Како и останали луѓе што беа ликвидирани. А у тоа време нема да ве чуде. Се ликвидира големи луѓе, не па него. А вие требаше да му дадете и пилула за да го отруете, а? Што ти не? Апси пилули имав. За. Нема еден пилули, ја бртев кај мене како управник на истражен затвор. Тоа беше едино најповерливо лице во полицијата. А каква беше келијата кај што лежеше Ченто? Во затворот, во истражниот? Обична келија, засебна. Бил во самицата тамо сами, нормално не можел да излегува да се шета по ходникот и бил строго конспиративно донесен во затворот. Ма каки ходник нема? Не го пуштаа нигде, а? Ма нема врска со ходник. Тој клучот беше кај мене. Никој не смееше таму да влезе. Никој не смееше не да влезе, него да призне на пенџер не смееше. Jer tije ćelije bеа одвоени. Една ćelija od друга ćelija имаше 3 метри нешто. Поред тие ćeliji беше дори забрането да се оде таму. Знаеш. А Ченто тебе ти рече дека му наместиле за да го апсат, нели? Тоа е нормално ми го рече. Отворено ми го рече дека му е наместено. Да.
А па ја, како да ви речам, не знам како ќе ме сватите. Јас со Ченто се познавам за време окупацијата. Ја со него ја интернација бев, у затвор бев, бугарски. Така. И кога јас бев паднат затвор, значи Ченто, имавме јака конспирација меѓу нас двајцата. Вечерта кога го донесува од Прилеп, Е, тебе строго ти наредија ти да го земиш, да го однесиш во келијата и никој да не знае за тоа, нели? види, он кога е донесен во затворот, испразнат е целиот ходник. И тој спрат, вториот спрат. Стражата беше повлечена, тој беше народна одбрана. Не беше озна. Располагаше кост. А кој го сослушуваше Ченто? Се сеќавате ли? Ќе види, Ченто не поминам ли ми инаугурација за саслушање. Ченто го сослушаваше најмногу пекар. Бе повикан за пилулата или беше објаснето, не е за него. Како и за останали. Знаеш како ти се истразни затвори. И ми кажа, разбираш дека Ченто треба да се ликвидира. Да. Дека он е англиски шпион. Дека треба он да се ликвидира. Штета е за него, не е само за него. За тие такви луѓа што не ги расплетат конците. И тоа е катно. Додека се живи овие пацови, да излезат на клупата, да кажат вистината. Што се дешавало со македонскиот народ? Кога го затворија Методија Андонов затвор, долго време сопругата не знаеше кај се најдува. Одевне заедно Скопје да праша, да разбери кај се најдува, ако знае некој да каже. Сите крева рамениците, не знаеше никој да каже. Го сретна Љубен Лапе и го праша, ако знае нешто ти каже за Методија. Тој и крена рамениците, веруе Василке, ништо не знам да кажам. Тие беа многу пријатели со Ченто и соработува. И таја доста разочарана, реши отиде Белград. Белград отиде го праша Густав Лаков. Го замоли да каже нешто за Методија ако знае. Тој рече, немој да се секирате, госпоđо, Методија е жив, ќе го суда. И за тоа време, ко се врати, за скоро време го суде. Ги изнесо на суд. Јас и сопругата негова бевне Скопје на судејне. Во судницата, кога влегов, јас ги препознав меѓу судите Чашуле
и Благоја Поповски. До ними седе ко присутни Цири Вири и од Борко Талески мајка му. Методија го донесол со двајца милицаи среде. За тоа време дојде една група доста млади, кој јас тогаш бев млада. Сите беа поќе девојки. Го прашува судите Методија, зошто си сакал да бегаш на граница си фатен и зошто сакал да бегаш? Тој замоли да одговорам. Тој одговори, не сум фатен на граница и не сум сакал да бегам. Тие го упутува со многу, го збунува со многу зборови. За тоа време, тие младите што беа до ними, јас се најдов меѓу ними, пошто салата беше многу мала, тие на секој збор Методија многу се смеја, и то гласно, чисто го извикува, да сето внимание му го дзема, исто и мене, и нас со сестра ми, многу се нервирав, али не смев ништо да му одговорам. Атмосферата беше многу лоша, просто тоа не личеше на судење. Кога заврши судењето, Методија со двајца милицаи ги изнесо надвор, а јас и сестра ми отидовме да преспијаме ноќта кај ни пријатели. Сестра ми доста беше разнервирана, викаше, изборуваше од тие невистини, сите таму што се дешава и од многу лошата атмосфера. И тие невистини работи што му става прашање на Методија. Зад нас некој ни свика стоите. Пред нас се појави една особа на точак и запрати на сестра ми. Престани да зборуваш, од сега одма ќе ве заберам со нас, пред мене. Ние исплашени двете, заќутевне и отидовне кај пријателите да преспијаме. Другиот ден продолжи судењето. Судењето беше со пропусници, нас не пуштија. Ние ставиме надвор, имаше звучници. Се слушаше многу жагор преку звучниците и извици. Смрт, смрт, осудете го на смрт, на многу години осудете го. Тој предавник. Многу жагор се слушаше и од гласот негов ние ништо не можеме да разбереме, просто гласот негов во тие извити се гушеше. И така многу разочарани, разбравне, оте го судија на строг затвор 11 години и страшно разочарани се вратиме Прилеп. Во името на народот. Скопскиот окружен народен суд го осудува Методија Андоновченто на 11 години лишување од слобода со пресилна работа и 5 години губење на граѓанските и политичките права, како и конфискација на најдените предмети кај него. Тоа е епилогот на, како што многумина го нарекоа, строго изрежиран режимски процес со диригирана публика и со однапред знана пресуда. Првиот председател, според нечии сценарија, мораше така да заврши. Му остана единствено само да се помири со својата судбина и на 44 годишна возраст да биде прогонет, лишен од слобода и затворен во најтајните келии и за тешките брави на апсаните во истражниот затвор и во Идризово. Влегувајќи со сиот ентузијазам, желба и идеи во служба на својот народ и својата земја, тој остана да ги самува без вина виновен тие дни и години. Скап е данокот на идеалите, непокорноста, тврдокорноста и борбата за правда и вистина. Каква иронија на судбината и времето. Каква неправда над праведниот и народниот председател, кому не му требаат телохранители, зашто велеше од кого ќе го чуваат. Нели токму тој народ го избрал, тој народ и ќе го чува. Во тој пекол, во апсанските врати, во целосна изолација, со испробани методи докрај да се скрши енергичниот Методија и да му се уништи духот и волјата, се сакало да се изнуди покаяние. Но покаяние за што? Зошто да се кае човекот кој ги немал гревовите и квалификативите што му сте ставале на душа? Во затворскиот круг, двајца по двајца полицајци го изведувале на по некоја минута, откако се наоколу ке било празно, за да нема никаков контакт со никого, освен со земјата и со небото.
Само едно пиленце понекогаш долетувало и одлетувало од неговиот прозорец. Бев притворен 48 година во 11 месец. За ВМРО. Бе осуден 7 години затвор. Лежа 4 години, има 3 години помилување. Во времето на издржавањето на казната, во Идризово бев запознат со Ченто, првиот председател на Методија, односно на Македонија. Во тоа време он беше изолиран, посебно сам. После 50 година него го пуштија во нас во затворниците, во сите затворници. Го испуштија и го пратија право на Циглана, на најтешката физичка работа. Во таа физичка работа, он за 1 месец Методи Андонов Ченто, првиот председател на Македонија, намали телесна тежина 18 килограми. Јас бев распореден во амбулантата како лекарски помошник. Идеше, јас работе со доктор Костандин Робев од Битола, доктор Фиданчев од Струмица, доктор Тренчев од Радовиш и друзи още 2-3 специјалисти лекари. Даваме помош, даваме разни витамини за појачање, али прибидејќи му беше тешка физичка работа, слабо можеше да се поврате лекувањето. Јас лежа 4 години. 52 година, во 11 месец, јас се испушти од КП Дом Идризово, Методи Андонов Ченто го остави јас да продолжава и понатаму во затворот. По долго време мајка ми дозна дека татко ми е в затвор и јас имав една прилика да го посетам во централниот затвор во Скопје. Кога појдов во Скопје, го видов татко ми, на свиждај не бевне со мајка ми, тој со своето насмеано лице, како да сакаше да ни кажи да не се секираме за него и повеќе ништо не можеше да кажи затоа што неговите зборови беа ограничени. По известно време татко ми беше пренесен во затворот во Идризово. Таму беше тешко да соди затоа што патувавме со шпедитерска кола од станицата од Скопје и се враќаме така. Беше ограничено одењето, мајка ми имаше право да појди секој месец, а нас децата не носеше едно по едно секој месец. Така ни доваѓаше на 8 месеци да појдам јас, лично. И после тоа веќе настана едно лошо време за нас, кога татко ми беше в затвор, станаа тешки денови, немаме што да јадиме, немаше што да се облекуваме и благодарение на мајка ми што беше толку храбра, таа отпочна со тешки работи. Почна да плети, почна да вези, почна да ткаи килими, переше чаршави од сите ресторанти, переше цедила од фурните и сем друго за кое се бореше за парче леп и за динар. Јас и сега ќе го речам тоа благодарение на оние сите луѓе кои што го поштуваат татко ми во тоа време и го ценеа, макар да беа некојаш гонети, али најдуваја сила да дојда кај нас, да донеса барем малку брашно, малку сало и некој друг прехранбен артикал, така да не заштита од пропас и да ни дада живот. Се што се сеќавам за мојот татко се прераскажаните сеќавања од моите најблиски, од мојата мајка и од моите тројца постари браќа. Јас свој сеќавања за татко ми немам. Моите сеќавања од детство се врзани секогаш за гордиот и достоинствен лик на мајка ми, за незината непрекината борба да не одгледа, за деновите во кои што таа непрекинато работеше, за деновите кога таа воопшто немаше слободно време и немаше празник за неа. Покасните сеќавања се за времето кога што таа беше исполнета, полна со гордост, кога се школувавме, со преголема среќа тогаш кога ги завршувавме своите школувања,
А пресреќна мајка кога станувавме своји луѓе и оформувавме своји семејства. Мајка ми беше голем човек. Во годините кога татко ми беше во затвор, не му беше овозможено да не гледа како растиме ние. Мајка ми се трудеше колку што можеше почесто да направи заедничка фотографија на нас четворицата со незе, а некојаш и само на нас четворицата, за да може да му ги испрати тие фотографии, во кои што тој го гледаше растежот на неговите деца, кои што инаку му беше спречен. Меѓу повеќе од сликите, болно осеќавање ми навира сликата во која што мајка ми си го исекла својот лик, за да може да ја употреби за лична карта. Веројатно дека биле ограничени средствата за да може да се слика специјално за лична карта. За тоа време кога паднате у затвор, беше тешки години, кризни години беше. И ние, неговата фамилија, помагавме неговата фамилија. Одеше татко ми да му однеси нешто, али претежно јас и брат ме одевме како деца, бидејќи ако одиш се плашевме да некој не види, кажи нешто. И претежно ние децата одевме така, и така ние останавме да живееме неговата фамилија и ние. За време, летното време, кога децата ќе се распуштаа, доаѓа в село тие кај нас во Забрчани и пасене заедно биолите. И за тоа време тие седа кај нас по 2 месеца, 3, ради што немаја дома што да јадат, да се прехранат, седеа кај нас. И така останавме цело време пријатели и ден денеска живееме исто со децата и така. Него многу тешко живееше. Многу бедно и многу тешко. Јас кој искрен другар со него, го помага фамилијата него. Ние одевне тутун да бериме со коше наутро, тутун овде во прилеп така на магаре кошеите запнати и ќе одиме во раното на тутун. Предварително ден или два ќе кажам на жена му на Васка, оти Васке, утре ќе чекаш, ќе помине децата мои со магарето, ќе ти остава нешто. И таја вистина така, ти остаев. Има еден пријател од село Воденичар Брашнар. Тој ни даваше брашно. И јас и помагав така што за тоа време. Јас, кога беше Методија затвор за тие 9 години, побарав да појдам како мој другар искрен да едно свиждање да видам во Скопје. И не ми дадоа свиждање никако. Приступ кај него нема. Не се. На основу тоа, како беше, разбира, тој си дојде во времето и јас западнат многу слаб и заоболен човек. Фамилијава негова дома страдаше. И го зеде инженеро што ја градеше градската кафана, го зеде да работи кај него. И работеше кај него долго време. Вака кој ќе поминеше некој, сите го сакаа да се поздрава и да направи обед, и тој велеше не затоа што го следа. Кои се негои пријатели, го следа удба, го следеше за тоа време. И никој не смеја кај него да се добера.
И јас многу пати ќе застанеме тука, ќе правиме муабет. Дури беше топлото време, надвор работеше, после влезе да работи во подрумо долу. Кога работеше во подрумо, јас го опомене Методија, немој зимно време сега на циментова нова пара здравието да го изгубиш, бидејќи си вака опаднат. Тој рече што да прам. И така за едно известно време Методија се поболи одма. Кога се поболи, јас го посетувам набрго дома. Одев. И еден ден купив едно грозје, излезе, севте во прилеп ситно бело грозје тогај, купив едно кило грозје, отидов, лежи вака ја подкрена глата и ме поздрави, се расплака, рече Методија, да каснам, рече 2-3 зрна, од ова ми е последно грозје во живота, закаснување. Кога си дојде татко ми во затвор, по една година заминав во војска, во Фоча. На 10 месеци ослужење во војска, брат ми најстари Уилијам ми испрати едно писмо, во писмото пишуваше дека татко ми е болен, но не ми образложи од каква болест е болен. По известно време добив друго писмо, во кое писмо пишуваше дека татко ми е болен од рак. Тогаш јас кога го прочитав тоа писмо, да ви кажам право, многу ми падна тешко, затоа што таа болест беше неизлечива. И од таа болест никој не куртулуваше нити татко ми. Јас собрав сили тоаш да појдам до мојот предпоставен и да го прашам дали можам да си дојдам на осудство. Тој се сожали на сето на што му кажав и ме прати да си дојдам дома. Кога си дојдов дома, влегов во собата кај што лежеше татко ми, го погледнав, само тој не беше мој татко што јас го познав, беше сио кожа и коски. Мене ми падна жал, дојдов до него и му реков, татко, јас дојдов. Тој ги отвори очите, рече, ти си ладе ја. Потоа ги затвори. Мене ми се наполни очите со солзи, не можев да издржам и излегов од тука. По неколку сати татко ми почина. Методија Андонов умира на 24 јули 1957 година. Родниот Прилеп достојно се проштева од својот ценет сограѓанин. И покрај забраната и стравот од последици, на последното испраќање доаѓа многу народ. Првиот председател по толкуте општонародни барања и по половина век не дочека да доживее втор процес за да се симната на темите од неговото лице, но и да се дознаат неговите екзекутори. Сепак беше рехабилитиран. Но колку и како? Исправена ли е барем половина век долгата неправда? Ликот на Ченто останува да живее во паметењето на генерациите, останува да живее во историјата за навека.